А ние во студиото ќе продолжиме на една тема која што всушност ќе ни покаже дека жените можат да бидат и одлични мајки, но и одлични менаџерки. И тоа во приватниот сектор. Денес со моите гости во студиото ќе зборуваме за тоа каква е улогата на жените во приватниот сектор и колку таа треба да се зајакне и економски да се зајакне, а на оваа тема ќе зборуваме со експертите кои се клучни фигури во реализација на проектот за јакнување на водечката улога на жените во приватниот сектор, кој е поддржан од УСАИД во рамките на проектот Активност за јакнење на деловниот екосистем. Наши гости денес во студиото се Весна Кузмановиќ, член на истражувачкиот тим, одговорна за надворешен мониторинг, Трајан Ангеловски, председател на Сојузот на стопански комори, и Росица Тошевска, програмски менаџер на проектот од страна на консалтингот за стратешки развој, Strategic Development Consulting. Добар ден и добре дојдовте. Добре најдовме. Додека го следевме линковското вклучување од колегата, некако се погледнавме меѓу себе како тоа жените подзабораваат дека треба да бидат мајки, бркајќи успешна кариера. Но, ова што вие сега го протежирате, може, доколку се створат услови во државата, жените да бидат и добри родители, и успешни жени, менаџерки и така натаму. Значи, првото прашање би било до председателот на Сојузот на стопански комори, каков е проектот за јакнување на водечката улога на жените во приватниот сектор и која е неговата главна цел? Ви благодарам на вашето прашање. Постојат еден тип на стари истражувања кои дефинираат неколку круцијални поенти од учеството на различните полови во креирањето на бруто националниот доход. Македонија, според овој раст кој моментално го има, можда 1/3 од растот го губи поради недоволна вклученост на жените активно во бизнис секторот, во одредени бранши каде што не се доволно застапени и така натаму. Тоа не мотивираше на некој начин да размислуваме конкрирање на еден таков проект, каде што на некој начин ќе им помогнеме на жените со финансиска писменост, дигитализација, меки вештини и така натаму, се со цел да помогнеме и да ги охрабриме да се вклучат активно во бизнис секторот и во бизнис живењето и работењето во економските текови и да едноставно покажат дека припадноста на овој или на оној пол нема круцијално значење за тоа дали да бидете успешен или не. И на некој начин и истражувањата кои ги правевме и оние наши претходни согледувања го оправдуваат тоа, така да ќе работиме во следниот временски период. Им благодариме на нашите донатори и на USAID и на Центарот за стратешки развој, што го препозна овој дел во нашиот проект, така да ќе се потрудиме на максимален начин да ги охрабриме жените да се вклучат проактивно. Следното прашање веројатно било до Весна Кузмановиќ, вие сте дел од истражувачкиот тим. Какви резултати откри истражувањето и што значат тие за жените предприемачи? Да, како еден дел од сите проектни активности предвидени со овој проект беше всушност детекција на ситуацијата и потенцијалите и бариерите со кои што се соочуваат жените при нивниот кариерен развој, затоа што сакавме со Сојузот на стопански комори за нивните членки кои што нели се компании од секторот на микро, мали и средни предпријатија, да им овозможиме програми, односно изработка на стандарди по дигитална платформа и така натаму, со која што ќе им помогнеме на жените да ги остварат своите амбиции, како што кажавме, покрај амбициите нели на личен план како родители, мајки, односно и како успешни жени кои што можат да си предвидат самите нели некаков си кариерен развој.
Истражувањето го спроведовме за разлика од типични истражувања каде што се испитуваат нели само целна група жени. За вакви проекти ние вклучивме и мажи, и предприемачи, и менаџери, за да можеме да видиме точно каква е разликата во перцепцијата на положбата на жената од аспект на незиниот кариерен развој. И така како и што очекувавме, се појавија значајни разлики не во проценката на состојбата во државава, туку од проценката на состојбата на жените во рамки на одредена компанија. Така да и мажите и жените кои што се и предприемачи или пак се менаџери се сложуваат со тоа дека положбата на жените и нивниот кариерен развој во државата таква каква што не е организирана, економијата, пазарните услови и така натаму не овозможуваат максимална реализација на амбициите на жената на професионален план. Со тоа што во перцепцијата на ниво на компанија се покажа значајна разлика како жените менаџерки и собственички ја гледаат нели ситуацијата и како ја гледаат мажите. Мажите тврдат дека жените се всушност рамноправни, поготово во оние критериуми во кои што и на светско ниво се разговара дека не сме рамноправни, поготово тоа е во однос на платите, во однос на можноста да се напредува вертикално зборуваме, односно учество на жените во управните одбори, во донесувањето на круцијални одлуки нели за развојот на компанијата и така натаму. Со тоа што во секој истражување имате податоци кои што се бројки практично и имате информација што сакаат тие бројки да кажат. Ние отидовме на едно подлабоко ниво во кој што сакавме да видиме увид некако во состојбата, односно комбинација нели на сите тие информации. Дојдовме до заклучок дека жените практично се во моментов толку многу емпатични со кризнава ситуација во економијата, поготово и на нивните компании, кои што се постојано во некаков survival mode, што се подготвени да си ги стават нивните амбиции на холд, да не се толку амбициозни само во насока нивните компании да успеат, односно да преживеат на пазарот. Така да тие кажуваат, да, можеби ние немаме доволно обуки, ама разбираме заради тоа што менеджментот се бори да успее нели да собере одредени средства, имаме проблем со ликвидност, имаме проблем со пласма на нашите производи на странски пазари, имаме проблем со, не знам, access to finance, имаме проблем со пристап до нели инвестиции во research and development, односно иновации така натаму. Со тоа што целиот овој проект укажува дека жените се навистина многу благородни работници, сега да ги наречем, или работна сила, која што е подготвена да жртвува собствен бенефит во интерес на заедницата, и тоа е оној женски принцип кој што мислам дека треба да се негува и во реформите на целокупното општество. Значи не е тоа само на ниво на компании, туку и на ниво на општество. И додека чекавме да влеземе во емисијата, разговаравме со Росица колку всушност тие што ги смислиле SDG биле умни, најверојатно била некоја жена во позадина која што успела на дипломатски начин да ги дефинира нели како Sustainable Development Goals, затоа што навистина принципот само трчање по профит и остварување на профит за шерхолдерите не е вистинскиот начин на кој што треба да се функционира, и дека жените, доколку бидат вклучени во управните структури, се оние кои што ќе наметнат темпо во кое што тоа истражувањето го покажува. Значи, тоа се нели работна сила, жените кои што успеваат да бидат емпатични, кои што водат грижа, кои што се грижат за следните генерации на работна сила, кои што се подготвени да менторираат, ама во исто време и самите бараат менторирање. И затоа е веројатно многу подобро да има повеќе жени во тие управувачки, да речеме, ешалони во економијата. Тошевска, кои се главните цели што се поставени и како ја гледате оваа иницијатива во контекст на поддршка на жените во приватниот сектор? Значи, како целта на грантовата поддршка, конкретно што им ја доделивме на Сојузот на стопански комори, уште на 3 останати организации кои работат на поддршка на микро, мали и средни предпријатија, е економско јакне, промоција и поддршка на економското јакнење на жените. Меѓутоа, пошироката цел на овој 4-годишен проект кој што го спроведуваме
има за цел да им помогне на микро, малите и средни предпријатија да се справат со негативните влијанија од кризите, односно да им помогнеме да станат подржливи и поотпорни, односно поприлагодливи на кризите кои што се резултат на многу влијанија. Видовме од искуството од здравствената и енергетската криза дека заради негативните влијанија на кризите дека многу од компаниите не успеа да се одржат на пазарот, значи мора да се затворат заради промените што се случија. Меѓутоа, многу од нив успеа предизвиците да ги трансформираат во можности и да успеат па дури да пораснат на пазарот. Така што овој проект има обединува на еден холистички начин и темите на економски развој и народова еднаквост, и во фокусот ги става бизнис друженијата. Значи, кај нас поддршката не на компаниите да растат и да напредуваат е индиректно, односно посредна, преку поддршката на бизнис друженијата да развиваат услуги согласно потребите на нивните членки. Сега повторно би се вратила на господинот Ангеловски. Каква улога ќе игра иновативната паметна дигитална платформа во поддршка на жените предприемачи? Кои ресурси и услуги ќе им бидат достапни преку оваа платформа? Оваа платформа ќе им обезбеди на жените конкретно да ги развиваат своите вештини во смисол на финансиска писменост, меките вештини, едукација од разноразен тип и карактер, така да генерално ќе им биде една алатка која ќе може да ја користат скоро па во секое време, која ќе им биде редовно на помош да го подигнуваат своето ниво на знаења, да можат да создадат помеѓу себе еден тип на нетворкинг, пренесување на искуствата од едни на други, така да ќе биде квалитетно изработена платформа која во склопот на нашата стопанска комора на корисниците на оваа платформа ќе има возможни повеќе аспекти за нивна надоградба. А каква поддршка ќе добијат жените за преземање на извршни позиции и да бидат активни во одборите на компаниите? Па знаете, секогаш за да дојдете на раководна функција ќе ви требаат на вистина доста елементи кои ќе ве изградат за да можете да се снајдете на таа позиција. Ние располагаме и во нашата комора со навистина големо искуство од ваков тип и карактер и ќе го употребиме овој проект да преку него можеме да им овозможиме на сите оние кои сакаат да напреднат во нивната кариера, кои би сакале да се вложат, да постигнат повисоко ниво, да можат да на адекватен начин го постигнат. Так. Кузмановиќ, кои се следните чекори во мониторингот и како ги проценувате резултатите од иницијативите за жените предприемачи? Да, како што кажав, истражувањето беше една база во која што требаше ние да ги развиеме следните активности. Исто така и сите модули кои што ќе бидат интегрирани во платформата се практично на некаква солуција на проблемот кој што беше детектиран и потребан или кај жените кои што сакаат кариерно да напредуваат. Следната фаза е изработка и на стандарди кои што ќе бидат промовирани во рамки на компаниите пред се членки на Сојузот на стопански комори, во кои што ќе се промовира бенефитот кој што компаниите ќе го имаат доколку овозможат на жените нели кариерна реализација, поготово нели вертикално напредување. И врз основа на тие стандарди всушност ќе се покаже дека со нивна имплементација компаниите по одреден временски период ќе постигнат позитивни резултати нели на пазарот и во аспект на нели делување со надеж не само во Македонија, туку и надвор од државата, така да по имплементацијата на тие стандарди, односно менторски сесии со компаниите кои што ќе ги имаме и со лансирање на платформата,
очекуваме во текот на или по завршувањето на проектот редовно следење и покажување на оние key performance индикатори, клучни индикатори кои што сме ги дефинирале во текот на проектот, дека всушност ќе покажат, ќе се реализираат, односно дека ќе покажеме навистина дека алатките и се ова кое што е изградено како активност во проектот навистина ќе влијае за зајакнување на жените, пред се нели внатрешно, дека тие ќе ја добијат потребното знаење, потребните вештини, но и потребната сила и самодоверба дека тие можат да бидат на тие позиции. А тоа секако ќе има импакт на компаниите, а со тоа и на целото општество. Тошевска, во интерес на времето, двете прашања ќе ги сублимирам во едно. Кои се клучните активности што ќе се спроведуваат во наредниот период и како овој проект се вклопува во долгорочна мисија? Да. Значи, работата во рамките на овој проект е фокусирана пред се на работата со грантистите. Ние ги следиме и ги поддржуваме при имплементацијата на нивните грантови, како да се справуваат со предизвиците и исто така работиме заедно со нив на застапување и соработка со државните институции за подобрени политики кои се во корист на подобрен економски развој и зајакнати микро, мали и средни предпријатија. Се надеваме дека консалтинг за стратешки развој е компанија која е управувана и во сопственост на жена и која 16 години работи на темите на родова еднаквост, економски развој и добро владење. Така што севкупното искуство на вработените и на консултантите со кои што соработуваме, но и соработката со бизнис друженијата, со бизнис секторот и со владините институции, веруваме дека ќе придонесеме за подобро и поинклузивно деловно обкружување и секако подобрен економски развој. И како за крај, за да покажеме дека ние жените навистина имаме емпатија кон се околу нас, вклучувајќи ги представниците од машкиот пол. Господине Ангеловски, ќе завршиме со вас. Што ќе значи ова за иднината на жените предприемачи и нивната улога во економијата во државава? Ние очекуваме реално бројот на жени предприемачи да се зголеми. Очекуваме оној моментумот, знаете кои се генералните разлики, секогаш жените знаат да бидат повнимателни, да ги охрабриме да можат полесно да влегуваат во одредени бизнис операции, така да секогаш жените знаат да бидат многу квалитетни со одредени фини работи кои треба да ги завршат, така да треба да искористиме привилегијата на жените и нивните способности да имаме еден квалитетен економски надпревар и да ги вградат своите способности во тој економски надпревар. Ова особено нека биде повик до младите девојки, оние кои што го завршуваат образованието, да не чекаат да бидат вработени во јавна администрација, да не им е тоа врвот на достигнување во кариерата, туку да доколку имаат желба и доколку имаат можност да пројават иницијатива, да зачекорат во приватниот сектор, да бидат, ако не сам свој газда, тогаш да се вклучат во некој од приватните компании и да го дадат својот максимум. Така. Јас ви благодарам за денешното гостување. Се надевам дека ќе се видиме и во некоја следна прилика, се со цел да ги охрабриме жените и да им кажеме дека навистина можат да бидат и успешни во работата, но и успешни во семејството.